Проповед или хомилија, така, е една од средствата што, драги мои браќи и сестри, Бог ги оставил на овој свет да допре до срцето на сите нас, грешници. Нели така? Со цел да Светиот Дух пробуди желба, интерес во тебе, во мене, во сите нас, да сватиме дека ние сами не можеме да се бориме и со гревот, и со ѓаволот, и со светот, и со нашата грешна природа. И дека ни е потребен Спасител. Спасител ни е потребен. А тоа е Исус, како што вели Дела на апостолите, единственото име дадено под небото со кое можеме ние да бидеме спасени. Да, тоа е целта. И кога се пее песна, да го допре срцето наше, и кога се проповеда, и кога се упатуват молитви, да биде допрено срцето наше. И затоа би требало проповедите да бидат на некој начин христоцентрични, нели така? Или докажуваат на Христа. Исус да не се изгуби од самата проповед, jer тогаш проповедта не би имала смисла. Да, можеме ние да зборуваме и за последното време. Можеме да зборуваме и други врсти теми од разни области. Меѓутоа, сето тоа да усмерува каде? Према Христа. Оној кој што едноставно има лек, како што вели во книгата, што треба веќе излезена од печа, треба да ја добиеме со транспорт, здрави и среќа. Значи, во потрага за подобар живот, нашите браќи од Србија ја преведоа. А вели, Исус го има исцелителниот мелем за секоја болест и за секоја слабост. Една од најубавите реченици што постои во страниците на Светото Писмо. И ми се допаѓа, ќе најавам темата, ми се допаѓа дефиницијата, дефинициите за проповета. Ќе се допадне и вас, веќе колку години, кога сме студирале, ја запамти. Вели вака, проповета е манифестација на отелотворената реч. А кој е отелотворена реч? Па Исус Христос, што вели Јован 1:14. И речта постана тело. Значи, секоја проповед треба да биде што? Манифестација на отелотворената реч, ама пазите понатаму. Од што? Од пишаната реч. Jer вели, кој ми верува како што? Писмото кажува, Јован 7:38, со изговорена реч. Многу ова дефиниција. Манифестација на отелотворената реч, од пишаната реч, преку изговорената реч. Речта е клjuč, центар. Речта создава. Вие знаете, Бог кога го создал светот, рече Бог и се постана другачие. Кога Бог зборува, све се менува. Гледате ги Евангелијата, кога Исус доаѓа да лекува, какви биле луѓето во таа ситуација? Кога имале мака, проблем, Исус ќе каже еден збор и све е другачие. Све се менува. Христовата реч е она што дава едноставно сила на сето она што се случува. Исто така проповета треба да одговори на некое прашање. Да, и затоа и се проповедаат проповеди. Треба да одговараат на некое прашање. Но тие прашања не било какви. Од духовна природа, поврзани за спасението. И јас правам сега една анализа на почетокот на богослужението до сега, многу убаво како тематско да беше богослужението. Ќе видите наслов на темата се поклопува со тоа. Ќе најавам. И затоа прашањето и насловот на ова размислување денеска гласи: кое прашање денеска, сега, во овој момент, тебе и мене ме вознемирува? Кое прашање? Дали тоа прашање од духовна природа, материјална, телесна, светска, ние ќе кажеме со наш жаргон? Не е исто кој те вознемирува прашање од духовна природа или од некоја телесна природа. Вие знаете, прашањето од духовна природа кој не вознемирува, тоа значи дека Бог ти ставил во тебе и во моето срце едноставно мисла да се само испитуваме, да видиме каде сме. А Павле често пати во своите посланија не повикува на само испитување да видиме каде сме. Нели така? И не само тоа, него таквите врсти прашања што не вознемируваат од духовна природа има за цел и треба да има за цел да не втурнат кон Библијата, да повеќе истражуваме, да едноставно го бараме Светиот Дух, да бидеме поблиску до Господа. Такви се прашањата од духовна природа. Но дали може би те вознемируваат прашања од некоја телесна, материјална природа? Тоа е сатанска мамка. Тоа е начин да ѓаволот го одвлече твојот поглед од Исуса Христа.
Тоа е сотонски план да те приземи. Но од друга страна, тоа се и теста нашата вера. Кое е прашањето што денеска тебе највеќе едноставно те вознемирува? И сега правиме еден спој. Христијани сме, го следиме Исуса и за да одговориме на ова прашање, поставам друго прашање. Кое прашање денеска и порано во минатото, кога Исус бил на земјата, највеќе Исуса го вознемирил? Има ли прашање што Исуса највеќе го вознемирува? Пазите, тој е извор на мирот. Исус дава мир, тој има совршен мир, да бидеме начисто сега. Исуса ништо не може да го вознемирува. Кога сите биле вознемирани во тој брод, кога дошла, нели така, таа олуја, Исус што правил? Спиел. Не затоа што бил немар и равнодушен, него што? Се држи во своја рака. Нели така? Не во таа смисла вознемирен. Значи, како што ние имаме она вознемиреност во нашите срца. Него, кога се во прашање спасението на неговите деца, него многу го вознемируваат некои работи. Во таа смисла. Не знам како тебе и мене, јас зборам од мој искуса како родител. Дали кога нешто на нашите деца ќе им се случи, нешто непријатно, се наоѓаат во некоја тешка ситуација во животот, дали сеедно ни е нам? Па не е баш сеедно. Нели така? Така да Исуса не му е сеедно кога тебе нешто ти се случува и кога едноставно нешто мене ми се случува. И всушност, ќе одговориме на тоа прашање. Има во Библијата, тоа е дел од библиската поука што беше ставен тука во одсекот. Ќе го проучиме тоа прашање. Значи, што највеќе го вознемирува Исуса, а бидејќи него тоа го вознемирува како Христос, а јас сум христијанин и тоа прашање треба и мене да ме вознемирува. Ќе одговорим. Но дозволете ми, пред да го најавам тоа, да кажам нешто што Библијата зборува за прашањата. За прашањата. Видите, во Светото писмо има многу прашања. Тоа е книга која што веројатно има и највеќе прашања. Не познавам друга книга која што има толку прашања како што има Светото писмо. Знам за една книга 1000 зошто, 1000 затоа, но ќе видите едноставно ова книга има повеќе од 1000 зошто. Ќе видиме сега понатаму. Во Библијата со прецизност не можеме да кажеме колку прашања постојат. А од што? Од една многу проста едноставна причина. Староеврејскиот завет, па и со кој не јазикот од новиот, како стои, Јани, може да ни помогнеш, постоели ли знаци на интерпункција? Ејок. А ако не постои така, како можеме нешто да знаеме дали е прашање на прв поглед? Вака денеска многу е лесно, ќе видиме знак прашалник на крајот речица, па тоа е прашање. Меѓутоа, во тие стари јазици не можеме толку лесно да знаеме што е прашање. Меѓутоа, содржината на текстот, контекстот на текстот ни кажува дека тоа е прашање или не, нели така? И аналитичарите велат дека во Библијата постојат некаде околу 3300 прашања. Околу, непрецизно. 3300. И се направи една анализа. Ако во Библијата постојат 1188 глави, а толку постојат во Библијата, 1188 глави, и се поделат со 3300 прашања, негде од прилика во секоја глава имаме некаде по колку? Некаде по три прашања. Нели така, 3 прашања. Што мислите, која книга во Библијата, во која книга од Библијата имате највеќе прашања? Ќе погодите. Сигурно ќе погодите. Јов, така е. Што кажу некој 1000 прашања, вика, многу прашања. Само прашања. Како е во твојот и мојот живот? Колку прашања имаме во нашиот живот? Чекајте, ги видите сега многу интересно понатаму што ќе се случи. Кој е првото прашање во Библијата? Тоа е второто прашање. Првото има друго. Дали Бог ви кажал да не јадете од секое дрво? Првото прашање во Библијата го поставува ѓаволот. Тоа е второто прашање. Да. А последното прашање во Библијата? Откривение 18 глава 8 стих. Како ли падна овој голем град? Правете еден спој помеѓу првото и последното прашање. Тој голем град, знаеме на што е символ и кој го води. Нели така? 3300 прашања. Првото прашање го поставува ѓаволот во Библијата.
Последното е тесно поврзано, исто така со ѓавол кој што го води едноставно тоа. И знаете што е интересно? Кои све луѓе, кои све категории на личности поставуваат прашање во Библијата? Ајде, природно е луѓето да поставуваат прашање. Кој уште поставува прашање? Ѓаволот поставува прашање. Кој уште поставува прашање? Пророците поставуваат прашање во Библијата. Кој уште поставува прашања? Према Данило 8 глава 13-14, еден светец вика го прашал другиот светец, колку ќе трае сето ова, значи и овој му вели до 2300 дени и ноќи. Светци, небески суштества, па и ангели поставуваат прашања. И ова се разумни, да кажам, личности кои што поставуваат прашања. Но во Библијата Бог поставува прашање. И Бог поставува прашање, па рековме, и Бог поставува прашање. Сега нешто интересно. Карактерот на поставувањето на прашањата или побудите за поставување на прашања не се исти кога ги поставува човекот, ангелот, пророкот, небеските суштества. Една врста тоа е, еден одговор има за сите овие. Сите тие поставуваат прашања од љубопитност. Не знаат, ограничени сме, не знаеме што утрешниот ден донесува, ни иднината и ние поставуваме прашања. Поставуваме прашање. И тоа е разбирливо. Но зошто ѓаволот поставува прашање? Да провоцира, да раѓа сомнеш, да те наведе на зло. Затоа секој прашање што ти е поставено, размисли пред одговориш зошто е поставено. Кој го поставува и зошто го поставува? А зошто Бог поставува прашање? Не ја знае иднината, да не провоцира. Да не потикне на размислување, да не потикне да ја гледаме својата моментална состојба каква е. Божите прашања имаат воспитувачки карактер. И тие се за цел да му помогнат на човекот да расте во милоста. Ама прашањата што ѓаволот ги поставува, едноставно не се така. Идам на едно место, да не шетам многу накаде. Да, така е. Значи, има разлика во тие прашања. Сега да ве прашам, дали во Библијата имате повеќе прашања од одговори? Што има повеќе во Библијата? Сега, брате, ако прашањата не можеме да ги препознаеме сите, па како одговорите ги препознаеме? Но еден заеднички заклучок кој што се доаѓа со едно мало истражување, може да се примети дека во Библијата имаме повеќе поставени прашања, а помалку одговори. А предпоставувам, знаеме зошто е тоа така. Зошто тоа така е? Тоа е едно. И кој е библиски одговор на тоа? Боче, може да кажеме, праведникот нема да биде жив од одговорите на прашањата, него од верата. Размислете малце, ако добиваме одговор на секој наше прашање, ќе биде девалвирана нашата вера. Нема да има простор твојата и мојата вера да расти. Не одговорот на прашањата дава простор твојата и мојата вера да расте, да созрее, да напредува. Да, само така, тој е начин, нема другачие. Кажете ми, кога Јовов би добил одговор на секој своје прашање што го поставува, дали би растла неговата вера или тој би се ослонувал на што? На што би се ослонувал? И една од главните пораки што произлегуваат од книгата за Јов е следната. И за нас. Мора да научиме да живееме со своите прашања. Има чудни работи во Библијата на прв поглед. Јован Крстител го гледа Исус како доаѓа на реката Јордан и вели: "Ете го јагнето Божје кој што ги зема гревовите на целиот свет." И истиот Јован Крстител се наоѓа во затвор. Во тешки околности. Ѓаволот го ставил во една темница, не само физичка, него и во главата имал темница тука и вика: "Абе, прашајте, вика, тој ли е? Тој ли е, вика, или не е тој?" А Исус за него има кажано поголем човек, пророк, роден од жена, нема. Видите, доаѓаат му вашиот момент ситуации кога ние не сме ние. Кога ние едноставно се соочуваме со некои ситуации каде што верата ти е ставена во таква ситуација да целата вселена гледа како ти ќе се поставиш едноставно во такви ситуации. Како Исус Христос и започнал својата мисија. Не зборувам од 30-та година, дури како млад. Сеќавате кога имал 12 години, кога бил во храмот, кога родителите едноставно го заборавија и после 3 дена, како вели таму, нели, го најдоа и кога му поставија прашање: "Каде си?"
Знаете, ние сме такви. Ние го забораваме Господа, ние забораваме да се посветиме, ние забораваме својот дел од заветот да го направиме, а кого го кривиме? Кај си, бе, Господи? Што ти мене ме остави? А каде бил Исус? Во храмот. И како одговорил? Одговорил со прашање. Одговорил со прашање. Првата изјава на Исуса како млад почнува со прашање. Каде јас треба да бидам? Зошто ме барате на друго место? Каде јас треба да бидам? Ги прашувале евреите, абе зошто вие евреите, вика, на секое прашање одговарате со прашање, вика онака. Зошто, вика? А ове размисла, вели, а зошто ние евреите на секое прашање да не одговараме, вика, со прашање? Така да интересни се, тоа е начин како едноставно тие комуницираат. И уште нешто, пред да го читам прашањето што Исуса го вознемирува, не забораваме. Најчести прашања во Библијата. Зар сум јас чувар на својот брат? Второ прашање. Ако човек ќе умре, ќе оживее ли? Многу важно прашање ова е. Трето прашање. Како младичот ќе го очисти својот пат? Псалм 119. Се сеќавам од тоа место, сум го кажал пред многу години. Понатаму. Кого ќе го испрата? Мисионско прашање. Кој ќе ни оди? Исаија 6 глава. Господе, колку пати треба да му опростам на мојот брат ако ми погреши? Прашање, нели така? Матија 18 глава. Шесто прашање, клучно прашање. Што ќе направиш со Исуса наречен Христос? Што да правам со Исуса наречен Христос? Пилат го поставува. Едно од најважните прашања ги поставува Незнабожец во Библијата, нели така? А Исус поставува прашање. А вие што мислите? Кој сум јас? Матеј 16 глава, нели? Следно многу важно прашање. Каква корист има човекот ако го придобие целиот свет, а на својата душа науди или изгуби? Нели така? Девето, уште некој прашање. Учителу добар, што да направам за да имам живот вечен? Беше поставено тоа прашање. Предпоследно. Како човек ќе се роди ако е стар? Суштинско прашање, ново раѓање. И важно прашање на крај. Ако е Бог со нас, кој ќе биде против нас? Вие сигурно знаете ова еден податок само каде што се наоѓа. Ма да ова римјаните, слично имате и во Псалмот која вели Бог е со мене, што може да ми направи човек? Зошто го потенцирам тоа? Тука се наоѓа центарот на Библијата. 118:6. Така. Видите интересно, че 117 псалам е најкраткиот псалам во Библијата. 119 псалам е најдолгата глава во Библијата. А измеѓу ниве 118 псалам 6 стих, некој прорачувал центарот на Библијата 6 стих. Толку тексту имало од прва Мојсеева прва глава, толку има до Откривение 22. Во тие три глави, многу интересно, 117, 118, 119 се наоѓаат многу важни прашања. Но прашањето што го вознемирува Исуса. Чекајте, тоа не е темата за која што ние разговараме. Нели отворете заедно со мене предмет на проучување Лука 18 глава. Лука 18 глава. Ајде да малце заедно. Беше дел од библиската поука. Фантастично. Но ова треба и нас да не загрижувате како ова прашање што Исуса го вознемирува. Еве што вели. Им кажа пак парабола, како треба секогаш да се молат на Господа и да не паднат во разочарување. Зборувајќи, во еден град си беше еден судија, кој ни од Бога не се боеше, ниту пак од луѓето не се срамеше. Што вика дно дна. Ова немате полоша ситуација. Значи, ете, тоа е светот каде што ние ќе живееме и ќе биде се посличен на ова особина што овој судија имал до второто Христово доаѓање. Па затоа Бог вели, бојте се од Бога и подете му слава, затоа што целиот свет не се бои од Бога. И вели понатаму, а во оној изград си беше една вдовица и доаѓаше кај него зборувајќи му, немој да ме оставиш во ова судска парница со овој мој противник, не дозволувај да изгубам, ако ти не ми помогнеш сега, јас сум готова, упорна во сето тоа. И не помине за долго, вика, а најпосле си рече во себе, повторно си рече во себе, сеќавате нешто сме го кажали, имате две можности во животот, или да разговараме со Бога и да разговараме самите со себе. Кога разговараме со Бога, ние сме на Божја страна, духовни, ја правиме Божјата волја. Кога зборуваме со себе, тогаш сме ние малце неводени друг дух,
Zato što prv koji što zborao sam со себе беше Lucifer. Нели така? Рече, а во срцето своje си рече сам со себе. А овој вели сам во себе. Ако не се ни бојам од Бога и од луѓето не се срамам, свесен е какове. Не е несвесен, свесен е какове овој човек. И вика, но бидејќи ми досадува ова вдовица, ќе ја одбранам. Да не доаѓа постојано веќе кај мене и да не ми досадува. Исус зема овој многу познат пример, колку пати сме го проучили, библиска pouка, читаме за него од секој четврток. Нели така, ова порано сум го подготвил и баш се вклопила библиска pouка, значи со ова што го зборуваме. И вели Исус, тогаш рече Исус, слушајте што зборува неправедниот судија. А нема ли Бог да ги одбрани избраните своји кои што го молат ден и ноќ? Да, постојано, ден и ноќ. Во овие неколку текстови ќе видите се наоѓа одговорот на прашањето како твојата и мојата вера да расте. Ќе ги спомнеме. Ама сега еве го прашањето што го вознемирува Исуса. Ви кажувам, ќе ги одбрани брзо, ама Синот човечки кога ќе дојде, кога ќе се случи вториот адвент, нели така? Ќе најдам ли вера? Исус е вознемирен по ова прашање. Не знам дали ти и јас сме вознемирени по ова прашање. Луѓе, во каков свет ние живееме денес? Бомбардирани сме со вести, со киднапирања и со разни други ситуации во живот. Ево шуторизери во школото, исто така, некои информации, нож изади таму, не знам, прободол некој таму, значи и одлучија, добив порака, имам тука од наставничката, мојата керка таму учи, вика, ќе патрулира полиција таму едноставно, значи од наутро од 8 до 1 саат. Во каков свет ние живееме? Во каков тоа свет ние живееме тука? Луд. А Исус кажал ќе биде се погоре, затоа што вели како што беззаконието ќе расте. Нема тоа намалување, нема тоа, знаете, ние се тешиме, ќе биде добро. Каде? Каде ќе биде добро? Тука, на ова земја? Не, бе, драги мои браќа, ние тоа го знаеме, ништо ново не кажувам. Нова земја не. Беззаконието ќе расте, ова е солзна долина. Тука се случуваат многу лоши работи и пазите, немојте сите ние да се чудиме ако ни се случуваат такви лоши работи, а чекајте, па не е рај ова земја да не се случуваат добри работи. Таков е овој свет, такова е ова земја. Нажалост, победен е ѓаволот, но се уште е рика. Ако не успее да победе, секого сака бар во петата да го фати. Оној текст, вие знаете многу добро на што мислам. Бар во петата. И го ќе победиме, знаат нашите пети да бидат онака, значи, знаат да бидат некако онака повредени. Да, тоа е негов систем. Да. Гледа дека Бог, абе го уништил Бог Египет со 10 зла. Гледа фараонот дека Бог е посилен од него. Гледа. Едва и со тешко срце, жилав се бори. Ајде, вика, одете. Ке поминат некои чекори, не, вика, немојте. Се бори, жилав. И знаете, и одат, излегуваат, и поминуваат Црвено море, пак тој се бори таму. Лав, рика. Зато е потребно. Нема пензија во духовниот живот. Ете, тоа е тоа. Нема. И вика, одете по нив, што сме направиле, вика, Израел сме го пуштиле, вика, по нив, ајде одете. И мислиме ние, од кога излеговме од базенто, тука беше, од базенто за крштевање, ќе не идеме на моменти кога тој ќе дигне раце и ние вака, верата наша ќе расте. Па кој прави да твојата и мојата вера не расте, не созрева? Има неколку причинители, секако. Ние сме најодговорни дали дали мојата вера ќе расте, јас сум најодговорен. Не можам да го кривам другиот за мојата вера. Но кој ги прави така ситуациите да едноставно да гледам тука, гледам таму, да мојата вера падне? Па ѓаволот ги прави тие пречки. Но јас одлучувам дали ќе гледам кај него, дали ќе го прифатам неговиот пеколен план или едноставно ќе бидам со Господ. Ајде малце профилот, да кажам, на овој судија и профилот на ова вдовица. Многу се важни во одговорот на ова прашање, што Исуса многу го вознемирува, а треба и мене и тебе да не вознемирува. Што ќе кажете за овој судија? Уште кажавме доста работи. Мува не го лази. Не се плаши од никого, ни од луѓе, да биде судија во тоа време. Исус зел еден таков контраст. Значи, човек кој што не знам дали една убава особина има во себе, онака. Значи, го гледа само својот интерес, да напредува, да се збогати, да неговиот збор биде последен, да се знае кој е судија во овој град, да се знае дека јас имам све во своји раце, нели така? Морал, поштење, такви работи, нема ништо тоа, значи.
To je prv. Sami od sebe si se stavili na pijedestal od prvi. Sve što drugo ne se vklopува со ta njegova filozofija, ništo. No gledajte сега Господ što veli. Колку истрајноста и колку фокусираноста наша во молитвата ќе допринесе да твојата и мојата вера расте. Чекајте, ова вдовица не знаела кој е тој. Па целиот град знаел кој е тој. Целиот град знаел кој е тој. И вика, немој само тој да ти се падне. За никаде човек вика. Немој, вика, со него. И таа незиниот предмет баш кај него. И сега што да прави таа? Излез имала друг? Имала? Не. Не. И таа што? Секој ден, секој ден, секој ден, секој ден, секој ден. Знаете, тоа е како на челик, дзит, онаку удирати и никако. А таа не престанала. Тоа ме потсеќа, сигурно сте нашли во книгата, мислам дека утре почнува денес, имаше една илустрација, еден карикатурист живел во големата криза, 30-тите години, кога беше таму, и слушал за еден оглас дека бараат еден, а вие знаете, еден се бара, се појавуваат колку луѓе се, колку ќе примат. А услов беше да нацртат една карикатура. И тој насликал на карикатура и сите останати што сакале да влезат во таа работа и комисија имала да гледа кој еден едноставно ќе биде примен и беше примен некој друг, а не тој. А овој немал друг излез, немал некој друго занимање и што се случува? Решил еднаш седмично да нацрте по една карикатура и да им испрати на редакцијата. Иако веќе тие немале потреба да примат. Тој си продолжил понатаму да црта, да испраќа, да црта, да испраќа таму. А тие, знаете, од почетокот се фаќале за глава, што прави овој човек, вика онака, немаме веќе потреба. Меѓутоа, бе интересни тие карикатури. И година дена, 52 седмици, 52 карикатури, цртал, пишувал таму, а одгор некако немал. И трпението полека онако го напуштило. И седнал после година дена и си рекол во себе, ајде нешто мудро да направам. Викам, јас во следната моја карикатура 53-та да го насликам својот случај. Да го насликам својот случај. И што направил? Насликал на голема зграда, без врати, без прозори. А тој како трча по неја и вели, сигурно тука има некој влез. Знаете, и ја испратил. И овие, штом знаат, до дадено време очекуваат само од него. Како шалим е, интересно им е да гледат. Кога тоа го видува, одлучи да го повикат одборот тука што бил таму, вика, бе, луѓе, не ни треба наков човек, ама толку, вика, истраен, толку упорен, толку, вика, а да го примеме, вика, ние онакови човек, можда ќе ни биде за благо. И го примија. Го примија, не им требаше, го примија. И ова вдовица упорна, немој да ме дадеш кој овој мој непријател, ривал. И што вели неправедниот судија, вика? Ми досаѓа, вика. Не можам, вика, готово, вика, онака. Јас сум за никаде човека, ама вика ова жена, што да кажам? Не можам, веќе, готово. Дај, вика, ќе одбрам, готово, ништо. И Исус вели, истрајната молитва, еве, драги мои, истрајната молитва. И молитвата фокусирана, знаеш, што бараш, може да го допре и најтврдото срце. Нели така? И сега еден укор им дава Исус на своите следбеници. А дали моите следбеници што ме сакаат има толку упорна вера? Упорни во молитвите, каде што се гледа нашата вера, кога сме упорни во нешто се гледа нашата вера. Дали ќе најдам такви молители? А има што се молат и ден и ноќе, ќе ги одбрани нив. Ама вера ќе најдам ли? Исус не рече дали ќе најдам знаење за мене, за Бога. Денеска знаење за Бога, знаете колку имаме? Многу знаење за Бога. Да не кажем и други работи што денеска има. Исус го интересира само една работа, која ќе се врати Синот човечки. Дали моите деца се спремни да ги земам во небото, а услов за тоа е да имат вера. Да. А верата како расте? Низ тешкоти, маки. Една реченица, еден човек кажал, теолог многу силна, вика, во најтешките моменти на нашиот живот, ние не сакаме да зборуваме за Бога, него сакаме да зборуваме со Бога. Да, во најтешките моменти на нашиот живот, теологија добра, ама не е толку. Сакаме да збориме со оној кој што едноставно знае зошто тоа мене едноставно во животот тоа ми се случило. Добро, одиме сега понатаму, една многу важна мисла, значи сакамо положение да истакнам во овој правец, кој што ќе ни помогне да нашата вера расте и го ќе дојде Исус, да имаме силна вера, ќе поделиме некој искуство со вас, така да верувам ќе биде и охрабрително. Огромен благослов ни е, драги мои браќи и сестри, духот на пророштвото. Огромен благослов и многу го сакам. Фала ти, Господе, што си ни го дал. Толку убави мисли.
Размислувајќи за ова тема, потрага по прашањето зошто нема да има вера меѓу Божиот народ во последно време. Веројатно го најдов најдобриот, не знам, може да ми подобар одговор. За мене тоа беше едно големо охрабрување, ќе го поделам заедно со вас. Запишете или слушнете, и се снимава се тоа, али ова е по мене најдобар одговор на прашањето зошто е тоа така. Затоа што доаѓа директно од Божиот престол одговорот. Во книгата Рани списи, значи го има тој одговор, 73-та страна, а јас ова, значи, го зедов од книгата 40 дена молитва. Знаете, молитви по 40 дена што беше таа, и тука беше наведен тој текст, и вика вака: Елена Вајт во свое време, зборуваме 19 век, па можда тука и почетокот на 20 тука некаде, али знаеме, 1827 до 1915 живеела. Нели така? Вика, ја препознала духовната слабост на Божиот народ. Препознала дека во редовите на Божиот народ недостасува вера. И тоа прашање и не ја почна да ја вознемирува, како што Исуса го вознемирува. И секој искрен следбеник на Исуса Христа, ова прашање треба да не вознемирува. Имам ли вера? Работам ли да помогнем на моето семејство? Мојата црква? Да ја развие таа вера. И вика вака: го запрашав Божиот ангел, зошто тоа е така? Ова ме остави све друго кога наидов на ова. Се претвори во увод да разберам, чекај, да видам, ова е сега она што ме интересира. Кој разговара? Пророк и ангел. Комуникација на големо ниво. Пророкот поставува прашање, а ангелот дава одговор. Пазете, како одговор може да даде ангелот? Од каде тој одговор ангелот го добива едноставно? И еве, што вели? Го запрашав ангелот. Зошто? Зошто во Израел нема повеќе вера и духовна сила? На кој Израел мислила тука? Израел како народ, знаеме кога престанал да биде Израел, нели така, таму во првиот век, таа веќе живеела во 19-тиот и веќе почетокот на 20-тиот век. Мислила и на луѓето од своето време, али и ние денеска луѓе со пророчко око, Бог и открили многу работи од наше време, па ние тоа го читаме, големата борба и другите книги со пророчки карактер. Зошто вика? Исус тоа прашање го вознемирува и неа тоа прашање го вознемирува. А ангелот одговори. Уште повеќе онака се концентрира да добиеме одговор на ова прашање. Ангелот одговори. Вие, луѓето, многу брзо ја испуштате раката Господова. Колку пати ова беше вистина во мојот живот. Застанав понатаму. Ќе прочитам и на крај понатаму, застанав тука. Која вистина, вика? Видите, треба отворено, реално се читат работи, се види какво е. Вика, многу брзо ја испуштате раката Господова. И продолжува понатаму да кажу. Кога своите молби ги упатувате кон престолот на милоста, треба со помош на чврста вера да бидете истрајни. И веднаш ме асоцира на Лука 18 глава вдовицата, што правела? Толку е поврзано тоа. Толку е поврзано. И истрајни во молитвите. Колку пати ќе се молиме? Еднаш, 2 пати, 5 пати. Не знам, од вашето искуство, размислете, не морате да ми одговорите, колку досега сте чекале да една ваша молитва биде услишена. Не најбрзо, него најдолго. Размислете. И зошто беше потребно тоа да помине толку време тоа да се случи? Дали Бог тоа патувала многу долго таа молитва до Господа, па требаше време, Бог да слуша, имал други обврски, Господ па не може да ни одговори? Или не сите тоа го знаеме, јас тоа намерно така го кажувам. Затоа што Господ сакал нешто да развие кај нас, кај мене, кај тебе, кај секого од нас. Сака да ни помогне. Сака да ни помогне Господ. Да, ладните молитви Бог не ги услишува. Еден кажал, ладните молитви на патот кон небото се смрзнуваат. Такви молитви не, него зборувам оние искрени, чврсти молитви кои што стварно се живот и смрт, баш така. И вели понатаму, ангелот одговара на пророкот, ветувањата се сигурни. Со други зборови, проблемот не е кај Господа. Кој ги дава ветувањата? Бог. Проблемот не е кај Господа. И вели, верувајте дека ќе примите она што го барате и ќе добиете.
кажам искуство како Бог ни дал. Мене на мојата сопруга едно искуство тука. А ќе одам понатаму уште да кажам нешто. Понатаму вели. И сега да не охрабри. Многу сакам духот на прошто. Вели вака. Тогаш ми беше укажано на Илија. Тој беше човек смртен, како и ние. Ете, сака да кажува, не е тоа дадено само на посебна категорија на луѓе, знаете, него тоа би за тебе и за мене, исто е. Исти Бог, иста грешна природа имаме и ние, и пророците, и Илија бил свој ман, имал, сакал да умре, нели така, кога почнала таа што ќе се проповеда попладне, нели така, значи кога го прогонувала. Да, ама вика, се молел, вика, тој беше човек смртен како и ние, ама вика многу усрдно се молеше на Господа и неговата вера ја издржала пробата. 7 пати се молел на Господа да падне дожд и последна мисла, на крајот се појави облак. Кажете ми, дали во искуство за Илија би го имале кога само еднаш би се молел, или 2 пати, или 5 пати, или 6 пати? Не. Истраен. И Бог едноставно му дал сила. Драги мои браќи и сестри, верата е гориво во нашиот духовен живот. А молитвата помага да тоа гориво функционира, ако можам да кажам, тој адитив да не смрзне нафтата. Да може едноставно да работите. Колку време посветуваме во молитва за Господа, ама не било што како. Молитва кога не тоа само на богослужение, не тоа само наутро и навечер, ако некоја форма, него ги оставам свесно своите активности по страна и планирам ова време да ми биде време за молитва. Може да бидат 5 минути, 10, 15. Тоа е свесно планирано време каде што сега работам на мојот духовен живот. Тоа е потребно да го направиме. Како што времето на милоста ќе биде се помало и помало. Треба нашата вера да биде се поголема и поголема. Само да ве потсетам што многу добро знаете. Вика вообичаено Мартин Лутер вообичаено се молел вика по 1 сат. Кога има малку поголеми проблеми по 2 сата. А кога имал најголеми проблеми по 3 сата. Имаме ли време ние да се молиме кога имаме проблеми? Наоѓаме начин како да ги решаваме сами. Молитва Господ да ни даде. Уште 2 работи да ја заокружам ова тема, еден библиски пример од Стариот Завет и едно искуство на крај да поделам, значи, со вас во овој правец. Една силна илустрација од Стариот Завет најдов во ова, што ангелот како одговор и дал на пророкот, вие премногу брзо ја пуштате раката Господова. И истражував да видам, има ли пример во Библијата кој што некој не ја пуштил толку брзо раката Господова и добил искуство со Господа. И Господ ми усменил да отворам во прва книга Мојсеева, вие знаете, 32 глава. Борбата на Јаков со кого? Со ангелот. Може многу да зборам, но поради времето само сакам да кажам најважните мисли, а коментарот на утринските стихови од 6 август со наслов Ангелот на Заветот, тоа многу добро го опишува, сакам да го прочитам. Фантастично нешто, многу охрабрително, за мене тоа е откровение вака. Го знаеме тој наста, али тој еден детал е многу важен. И вели вака, патриархот, тек тогаш, знаете, кога сватил дека веќе не е човекова, тој се борел, знаел тој човек до која граница може се бори, ама гледа дека ово излегува од тие рамки нормални, што сте карактеристични за еден човек. И вели, го препознал својот противник. Сватил дека се бори или влегува во судир со небесен вестник. Затоа што овој покажувал надчовечки напори, нели така? Значи тој покажувал сила, а овој и надчовечки напори покажувал да се бори, ама не можел никако. И сега гледате го е момент многу интересен. Беше тоа Христос, ангелот на Заветот, кој сега му се открил на Јаков. Патриархот беше немоќен, чувствувал неиздржива болка, но неговото барање не попуштило. И еве таа мисла што мене сега онака ме охрабри се тоа. Една реченица. Полн со покаяние, скршен и чврсто го држал ангелот со што? Со својата рака. Чврсто го држал ангелот со својата рака. А ангелот на пророкот кажува, вие многу брзо ја испуштате раката Господова. Пи затоа вика, недостасува сила, вика, духовна сила во Израел.
Зашто многу брзо ја пуштате раката Господова. Али што сватил Јаков и зашто Јаков не ја оставил раката Господова толку брзо? Сватил дека ова е момент на живот и смрт. Тој можел да ја остави. Можел да ја остави, не е проблем. Па затоа што често ја оставил раката Господова, дошол до она место каде што е сега. И ние често пати затоа што знаеме да ја оставиме раката Господова често и затоа сме понекогаш во таква состојба. Али рече морам да направам еден ичекор понатаму. Да ја држам до крај. И затоа ги кажу оние посебни зборови познати, нема да те пуштам. Раката моја ќе биде од тебе додека не ме благословиш. Кај ќе одам? И оме потсеќа на оние зборови кога Исус им вели на апостолите, ако сакате, одете и вие. Кога замина од него, сеќавате во Евангелијата, заминете вика и вие ако сакате, вели Исус. А Петар вели, добра, кај ќе одиме ние? На кого својата рака, вели Петар, ќе ја ослониме? На кого ќе ставиме својата рака? Јаков ја ставил својата рака на тоа надприродно суштество Исус и успеал. И Петар слично кај кого ќе оставиме својата рака? Кај кого, драги мои браќи и сестри, ние ќе оставиме својата рака? Кај кого ќе одиме друг, кој ќе не разбере така добро? И вели таму, ама сега тука има една ситуација. Вие знаете, почнал да го удира. Нели така? Почнал да го удира. Со цел, пазите, тоа не е пријатно. Тоа не е пријатно да го удира. Али зошто го удира? Да го уништи. Да го нема Јаков тука. Зошто го удира? Го удира со цел да му дојде памет на Јаков, да каже, али овој го удира, а овој се држи за него. Ја малце тука иде карикатура, ма така, удри, вика Јаков. Ма удри! Подобро е, вика, во царството небесно без нога, без рака, без око, нели знаете на текст? Него ли да одам, вика, во царството небесно и со две нозе, ама нема ни да влезам ако не се покајам. Нели така? И со подобро удри. И си поставам прашање, каде ли све Господ треба да удри во нашиот живот, за да се освестиме дека треба можда да си ги смениме приоритетите. Затоа што може тоа се причина што мојата вера не е во таква состојба каква би требало да биде. Господе, удри. Тоа не се лесни молитви за кажување. Тоа нас не боли. Тоа ни прави една непријатна ситуација. Но овој свет е таков да хероите на верата ги читаме во 11 глава таму. Каде све Бог ги удирал во животот. Ги удирал, знаете, онака. Ги удирал во животот за да бидат херои на верата да останат. Господе, ти најдобро знаеш. Не е лесно. Ама знам една работа. Дека ти нема да ме оставиш. Нема да ме оставиш. И нема да ми дадеш поголеми искушенија него ли што можам да издржам. Ама знам дека од мене ќе направиш драгоцен метал. Што вели таму во Исаија? Ќе направам човекот да вреди повеќе него злато офирско. А вие знаете, злато офирско да биде тоа што е, треба да помине низ еден процес. И тоа не е лесен. И ние мора да поминеме низ такви процеси. Мислите, лесно и беше на вдовица да дојде секој ден таму и да се моли? Се борела со тие луѓе тука што било обезбедување него, ако можам така да кажам, да влезе. Пуштете ме, бе луѓе, пуштете ме, морам. Секој ден и беше голгота на таа вдовица таму. Да дојде кај тој човек едноставно и да се бори. Ама знаела дека од тоа и зависи животот. Се додека така не размислуваме, не знам едноставно дали би имало друг начин како Бог би ни помогнал. Барајте и ќе добиете. Тропајте и ќе ви се отвори. Ако бараме, ќе добиеме. Ќе завршам со едно искуство вака, значи наше, и во овој правец, али во правец повеќе за молитва, за барање. Во таа смисла да бараме нашата вера да расте. Jer кога бараме, Бог ќе ни даде. Со овој искуство да завршам. Веќе колку време, некоја година, се молам заедно со мојата сопруга во нашиот молитвен дом во Шутор Изари да донесе еден брачен пар. Така во години, да дојдат луѓе така средни години, да кажам, да имам искуство. И видите, ако бараме, ќе добиеме. Ако не бараме, не знам дали ќе добиеме. И се молиме. Jer видите, првиот чекор за мисионство, зборевме цела библиска поука за мисионство. Првиот чекор на мисионство не е кога ќе држиме евангелизација. Не е кога ќе дадеме книга некому. Не, тоа е второ, трети чекор, четврти чекор. Првиот чекор на мисионство, кога ќе седнам на колена, тук ќе кажам, Господе, сакаш ти да го спасиш овој мој комшија тука што е крши мене? Да. Ти за него си дошол, нели? Да. И јас сакам тој да биде спасен. Можеш ли да ми употребиш мене тоа да го направам? Тоа е многу конкретна молитва која ќе му... Знаете, друго да се молим, Господе, благослови ги сите.
Pa dobro, ki gi blagoslovi Gospod svijet. Gospode, site neka se obratat. Pa ke se obratat, ako sakad ne. Ali drugo, ako kažeš, Gospode, eve me mene vo tvojite race, upotrebi me, kaži mi kako, eve, daj mi soveti, sugestiji, nauči me, ali sakam da bidam jednostavno raspolaganje za tebe da mu potrebiš. Така се молевме со својата сопруга, значи Бог да ни даде такво искуство. И си мислевме, Господе, сега топката фрлифме кај тебе. Не е веќе до нас, до тебе е сега, ај ти направи. А знаете ли што Господ после секоја молитва одговара? А сине мој, дали ти веруваш дека јас можам тоа да ти го дадам? И пак топката е кај нас, не е кај Господа. Па викам, па верувам, се надевам дека ќе ни дадеш. И што се случува? Се молиме доста време, месеци. И доаѓам во една продавница да купам нешто и го гледам него. Албанец беше тука што продава, значи тој тука наш Демир, се вика, 57-8 години, колку има тука некаде, и јас тука, и така, го знам, не го познавам толку добро, а го знам како фигура, го знам онака, никој сликам за него, знам дека нешто поврзано беше со евангелистичка црква, така нешто онака, и така, отида да земам, и сведоштво дава Демир на тој продавач. Тој вели, него избори, тоа не се мој. Единствен пастор вика во Шуторизаре, вика, и покажува на рака со мене. Не знам се. Што имаше и така наречени таму, значи, што не знам и како поминувале и само прогласени и све тоа таму. И јас толку непријатно се, почнам толку зборови да зборува. Самиот тој почнал да зборува. Леле, непријатно сме фати, онака го слуша и овој албанецот тука, а тој зборува искуства. Вика, Дехран, знае дека се викам така, и пастори дуре ме вика онака, значи, ти кажам, вика онака, значи, ги следам предавањата што ги имаше на телевизија Шутел. И имавте едно предавање посебно, вика, за делата на апостолите, кои имавте Богу, библиски отворен универзитет. И често пати, вика онака, значи, ние седевме со својата сопруга и ќе ви кажам под која позадина доаѓа, што се поминувал. И многу размислуваме за тоа што зборува. А тоа беше пред крај на короната, онака, значи. И вика, кога ќе помине овак, со мојата сопруга, вика, најверојатно ќе дојдеме, вика, во молитвениот дом, вика, горе, таму каде што се ви. Леле, луѓе, како ми беше тоа. Заборави зашто отидов да купам. Верујте ми, заборавив, она готово. Толку ми беше пријатно и драго и све, онака, леле, Господе, фала ти, онака. И пазите, не поминало 3 месеци, имавме света вечера, завршуваме со света вечера, гледам доаѓа со сопругата со кола. Леле, непријатно, зошто на крај доаѓа? На некако знаев, леле, толку, доаѓа и гледа дека излегуваме. Абе, викам, дојди, повели, дама, вика, дајде да седнеме да разговараме, онака, и тогаш почнавме да размениме броеви. Викам, ајде, викам, да се видиме, ми кажа каде живее, точно све. И гледам, после кратко време, еден петок дошол во црква. Знае, не праша тоа што имаме служба, дошол. Кој убава слика? Тој, сопругата, внучето, син имат во Германија. Таму, еве, денеска кај него сме денеска. Кажам, кои искуства. Тој треба скоро и да направи завет со Господа. И, што се случува? Одам кај него со својата сопруга, отидој со старешните, отидој сам, колку све. Најумилено време за проучување со него ни беше сабота, попладне навечер. И отидов кај него и почна да ми кажу искуства. Слушайте искуства. Татко му не дервиш, водач таму, почитуван. Тој потекнува од исламско семејство, а татко му негов има 2 сина, Демир еден и неговиот брат. И таткото предвидува да сега лозата од тој исламски ред ја продолжи кој? Демир. Тој бил така некако предодреден за тоа. Значи, онака и све да продолжи така. Слушајте се што се случува, луѓе, онака. И го подготвува него све во години таткото и овој се спрема да ја земе службата и да го води исламскиот дел таму. Жената негова мајка во Израел. Мајка во Израел. Таа работи некаде чисти во некој канцеларија и така доаѓа во контакт со некои протестантски луѓе и зема Библија, Нов Завет и дават. И таа малку чита, малце подобро, малце полошо, онага, зема Новиот Завет и дома кај Демир, својот сопруг. И вечер, не може преку ден, таткото тука све вечер вика, бе, Демир, бе, вика онака, знаеш. А таа веќе го отвора своето срце за Исуса некако. Вика, бе, да ти покажам нешто. А предпоставува како ќе реагира. Коран таму, ова Нови Завет.
Вика, те молам, ти знаеш како ја читам, викам онака. Добро, што сакаш, вака? Абе, нешто да ми прочиташ. Ајде, прочитаме, вика, што? Се ми ова книга. Леле, овој кој го има видено книгата. Беге, вика, тргни тоа, немој бе, вика, бе, татко бе, вика, ќе дојде, бе, знаеш што ќе се случи, вака? Абе, знам, па зато вика, ноќе, не, спие сега, вика, остави го, вика. Дајте, молам, читај ни сега нешто тука, те молам, дај. Толку ми е тоа некако важно, ми зборуваш она. Кој ти зборува за тоа, вика, знаете, се почна да зборува. Вика, те молам, дај, читај ми нешто. Еве ова место и отвара таму Јован 3 глава, отвара други раба. Абе, тоа е фантазија да ги слушате како тие тоа го објаснуваат. А овој ќе најдам ја работи сега да види кој е тој Исус, демек не некој знае тоа, онака ќе најдам ја сега со неа таму работа. И тоа прво читање вродило со второ читање, трето, пето, десето, секоја вечер почнале да читат. Леле, а ова се моли додека овој чита. Чудо. И тој полека вика, бе, жено, бе, абе, ова, бе, тој сега сраму е да каже колку е тоа важно, убаво све. Абе, знам, вика, татко, нели, татко? Да, вика, татко, што ќе преме со татко? Тоа остави го на Господа, вика, ова е, вика. Да, бе, гледам, бе, јас да ти кажам сега искрено, јас почнам да читам заради тебе и да ти најдам грешки, вика, во тоа што ти веруваш. Како гледам, вика, ме, ова е фантастично, вика, бе, толку љубов, толку. И знаете, човекот се обраќа онака. И леле, таа средба со таткото, што беше? Скоро се откажал од него. Не сака да го гледа со денови, со месеци, онака, знаете. Али тој чврст. Татко, вика, овој мој живот, вика, и морам јас, оно што сакам јас, тоа ќе го направам. Знаете, беше категоричен и остана на својот став. И овие долго време контактираат со овие протестантите. Еден од Америка дошол таму со години, ви кажам. Во неговиот дом, вика, се собирале по 30 луѓе. Човек на мир. Го припремале да биде проповедник таму. Господов план, како сето тоа се растурило. Стар беше пастор, мислам дека и починал тој што дошол таму од Америка, и некако се случи нешто да тоа така све се утиши. И ние се молиме на Господа сопругата Бог да ни даде. И тие, а секој што имал некои позитивни чувства спрема адвентистите, знаел некои луѓе тука од Шуторизари, ги познавал, онака, и никош со нив не се расправал, со други се расправал. И почнал да ја гледа тие емисии, почна тоа предавање да го гледа, и полека, иако отстапија едно време од таму, значи полека почна да им се јави желба да доаѓаат да служат за Господа. И зборувам како Бог го припремал теренот, можда 10 години, ви кажам, по тој момент па пред, како Бог го подготвувал теренот да се видиме таму и да се молиме и да одиме кај нив дома. Луѓе така благословени проучување имавме. Фантастично. Веќе година дена со него проучуваме. Проучуваме онак. И не само тоа, тоа е тука, неговата сопруга, внукот, на месенџер го вклучува синот Енис од Германија што е таму, а секого повикува од време на време кој комшија, пријател што биле од тие 20-30 луѓе и ми вели, пасторе, само ние да направиме завет со жената, виконака. Сакам во мојот дом, викам, повторно да ги повикам сите тие кои што некогаш биле дел со мене заедно. Те ми рекам, јас сум ти на располагање тука, Господ е со нас, негов план нека се оствари онака, значи. И сега борба имаме, онака. Денеска треба таа средба да имаме, а каква борба? Да ви кажам и тоа пред да завршиме, луѓе, онака. Имаат син, значи во Германија, а тие го чуват неговиот внук, неговиот син, внук нивен тука е. И сега синот одлучува да го зема синот таму, со него, сам да го чува. Ама тој оди на работа, нема кој да го чува, а тие се тука. И сега треба некој да оди, таткото и мајката да ги чува. Ако одат двајца, ќе бидат до 3 месеци таму, ќе се вратат и нема след 3 месеци кој да го чува. И тие прават жртва. Еден оди, ја отправи проблеми. Еден оди, го чува, се враќа, потоа овој оди таму да го чува. И веќе колку 6 месеци скоро така е ситуацијата. И од друга страна ѓаволски план, а уште некоја тема острана да се подготват да направат завет. Само да бидат едноставно излечени од тоа да не се подготват. И тие тоа сами го гледаат. И сега се вратил мажот и сега на 29 треба жената да оди. И ние вечерва одиме таму во посета да разговараме, а спремни. Вчера биле во црквата во Шуторизари. Многу е лично да ги видиш така, колку одушевено пеат, како го сакат Господа, како се молат. Но поуката која е? Барајте и ќе добиете. Кога чукаме на Божјата врата, Бог ќе ни даде. Верата ќе ни расте така, затоа што Господ ветил. А ако едноставно имаме желба, тој ќе ни даде такви искуства. И да се молиме на Господа, чекаме на убава, благословена средба вечерва со него, таму да имаме и да Господ не води понатаму како да се најде план, да овие луѓе кои што бидат огромен благослов за црквата, да Бог се прослави таму и да ни даде навистина многу добри искуства. Драги мои браќи и сестри, Господ сите нас
изобилно да не благослови. И да се фатиме за него, за неговата рака, да не испуштаме. Само така може нашата вера да расте и да напредува. Амин.